Најавивме пред вестите дека ќе обработиме тема пошироко и подолго во Македонија наутро во рамките на денешната емисија со наслов образование. Почнуваме со основното образование, почнуваме со основата на едно општество, почнуваме со она што се вели темел на здруженото живење на луѓето, тоа се основните училишта, каде што се создаваат кадрите за понатаму. Ова е лична констатација, не мора да е точна, а ќе ја прашаме на оваа тема дали се согласува Наде Молеровиќ, експерт за образование. Прво, добро утро. Добро утро, добро ви најдов, прекрасна студија, прекрасен вие. Благодариме да прв пат сте тука во ова ново студио, се надеваме нели не и последен, дека често ќе ни видите гостинка. Колку основното образование влијае во совкупното општествено живење и во формирање на здраво општество во однос на здравите индивидуи, нели, кои што треба да го градат и носат општеството? Знаете, секој процес, секој дел од животот на детето е исклучително важно, темелот е тука, меѓутоа стартувањето на едукацијата почува од основното образование. Она што сега го гледаме, за жал не ни ветува добри резултати. Прво што јас секогаш кажам, децата кога учат и уште од најрана возраст, нели, секое стекнување на ново знаење треба да носи радост. Тоа е природната потреба кога учам нешто ново да добивам радост и да бидам среќен поради тоа. Имам впечаток, бидејќи можам да се земам за право да коментирам, бидејќи долго време сум и таму и како раководител и како наставник. Мислам дека нашето основно образование му треба една голема трансформација, затоа што забелешките кои што ги имаме од меѓународните институции не покажуваат добри резултати, што значи дека основното образование потврлува во однос на очекувањата каква млада личност ние треба да произведеме, нели, произведеме под наводници, дека всушност не ги добиваат децата вистинските потребните знаења, односно не би рекла само знаења, бидејќи сега се менува улогата во 21. век на наставниците. Тие не се само оние кои што пренесуваат знаење, бидејќи знаењето е распостелено сегде дека го имаме нели на социјалните платформи, на интернетот и така натаму. Значи сега улогата на наставникот се менува, тој треба да биде некој кој што ќе споделува и ќе ги учи децата на вештини. Што ќе ги моделира. Што ќе ги обликува. Ќе ги направи прво, ќе им создаде една добра средина за работа, некако ова денес што се случува, нели, продолжувањето на учебната година за неколку дена во едно вакво. Ќе зборуваме и за тоа подоцна. Да. Прашањето што го наметнавте е следново. Основното образование и воопшто образованието во Македонија не е она старото, често критикувано, така наречено комунистичко образование од еден друг век, меѓутоа не е ниту новото, она што се очекува да биде компатибилно со современите текови. Ова е некоја магла во која што се наоѓаме. Дали е тоа точно? Па знаете што, маглата ја носат новитетите, а ние се наоѓаме... И подготвеността на системот да ги прифати. Апсолутно. Прво, не се подготвени. Знаете, како системот не е подготвен да ја види што е она новото што му е потребно на нашите деца. Потоа, не сме подготвени затоа што не инвестираме во образование. Јас од она што го читам и што знам, например, имам податок дека за едно дете, например, во Македонија се инвестира од буџетот на Македонија од прилика $900 вика по ученик, а во земјите за кои што сакаме да видиме, нели, една Словенија или Финска особено, $900. Мислите која е таа разлика во инвестиција во образование? Ако имаме во предмет дека образованието треба да биде фокусот, не е цело време дека е главна, дека е навистина многу важно и од тука се тргнува се, ако сакаме да имаме добри стручњаци, ако сакаме да имаме добро, нели, и во култура, и во образование, и во политика, и наука, ние го немаме тоа, затоа што се наоѓаме во една расчекор. Значи, за жал, се уште имаме во образование, се уште постојат погледи, светогледот и на самите наставници, затоа што не е инвестирано во нив како стручњаци, за да можат, нели, тие да бидат во текот, па за да можат сите своји стекнати знаења и вештини да ги пренесат на учениците. И сега што имате? Ви имате ученици кои што се многу повешти во, нели, манипулирањето со интернетот и платформите. Апсолутно, и тие имаат еден сосема друг поглед во светот, тие сосема други потреби имаат, нели, како да стасат, а наставниците се недека на сосема друго ниво. Доаѓаме до индивидуалната одговорност. Ја споменавме колективната одговорност, нели, ако едно општество сака да напредува, мора да инвестира во образованието и во здравието пред се, нели? Да. Меѓутоа тука дали постои индивидуална одговорност кај секој наставник, кај секој професор, кај секоја личност која што е во образованието, дали тие доколку гледаат дека нешто се случува и оди напред, а доколку нема системски решенија, дали тие би требало индивидуално да се потрудат да бидат во текст со реалниот живот и како тоа да му го пренесат
пренесат на најмладото, на она што треба да биде основа или на општеството. Вие го поставите клучното прашање. Колку сме ние свесни за сопствената одговорност? Сите поединечно. Тука се вклучени и родителите. Прво системот, па нели образованието, па одиме долу родителите, така да одговорноста е на секој од нас. Особено кај наставниците, зборувам, кои што ја презеле улогата да едуцираат. И поминуваат најмногу време со децата. И највеќе поминуваат време со децата и знаете нивната свесност, јас постојано зборувам за свесноста. Мора да бидеме свесни дека денес влегувајќи во училиште, ние не влегуваме само во една училница од 20 деца. И да заработиме за плата. Знаете, и да завршиме и да си одиме. Меѓутоа, тоа што ние во тој ден ќе го посетиме, например, ќе посетиме можеби денеска, 5 класа, нека се 4 класа, по 20 деца, колку се тоа деца? Значи, во денеска вие сте допреле преку 80 деца со својот збор, со својата активност, со своите инструкции, со своите забелешки, на крајот на грешта, со својот карактер. Колку ние моделираме човечки капацитет и потенцијал во ликот на наставникот, не е клучното прашање и јас мислам дека тука ние на нас од тука треба да почнеме. Баш што треба да почнеме од родителите, и родителите се исто така учителите. Се почнува во семејството. Се почнува во семејството. Значи ако родителите вложуваат време, ако родителите прво се едуцираат себе си, во секој поглед да може да го следат ова денешно време, па потоа, знаете, ако сте вие добро едуцирани, ако вие добро ги гледате перспективите, предизвиците, вие го инвестирате во вашите деца. Исто и со наставниците. Магичен круг е тоа. Магичен круг. И знаете што, ако имате родители кои што многу инвестираат во своите деца, време првенствено, за да сепак им дадат некакви крилја посигурни. И сега, знаете, доаѓа во училиште, каде што за жал има честни исклучоци, меѓутоа се ретки, морам да кажам, каде што ни дувате на наставник кој што апсолутно покажува незаинтересираност, а имате наставник кој што животот си го дава на училиште. И знаете, тука вреднувањето на наставникот, значи она инвестиција од држава не е соодветно дадена. Ако ја имаме свесноста прво, нели на ниво на општество, дека нас ни се важно ние образование, важни ни се наставниците. Па за нема поважно. Најважни се. И потоа апсолутно, одлично. Точно тоа јас за тоа постојано зборувам. Нема поважно. Затоа ќе имаме несредни деца, деца кои што се неписмени за жал, нели од минатите истражувања и на PISA и на PIRLS и на сите меѓународни истражувања што се многу слаби резултати, знаете да не знаат децата да читаат повеќе од 5%. Тоа предизвикува сериозни импликации кај децата за понатаму, тие стануваат фрустрирани. Ама апсолутно се стресни се кога вие знаете дека не знаете. Какво е чувството? Имате самодоверба? Немате самодоверба. Значи, знаете, наместо да се свртиме кон пишување, јас денеска бидејќи контактирам многу со деца, господин Бранко, комуницирам нон-стоп и со родители со деца. Знаете, се уште на каков тип настава се уште имаме во некој училиште, препишувачки. За да ги казнат своите ученици, наставниците им даваат на часот да препишуваат, постојано да ресавските школи умреа во едно време, кога немавме можности за знаење. Сега го имаме сегдека знаењето, само нас ни треба, знаете, онаа вештина да си го собереме и да кажеме што е тоа што нас ќе ни користи во животот. Ја споменавте на почетокот продолжената учебна година за основците. Ќе го пресечеме разговорот сега тука со едноликовско вклучување. Симона Илиевска е подготвена, заедно е со Фоника Станоева, директорката на Општинското основно училиште Љубен Лапе, како што беше најавено, нели? Темата е се разбира образованието и продолжената школска година и како се одвива во овие топли денови. Симона повели со соговорничката, па се враќаме во студиото и ќе го продолжиме разговорот. Благодарам, Бранко. Се вклучуваме во живо од основното училиште Љубен Лапен, затоа што ова е прва година, 10 јуни да не биде последниот ден од училишната година, така што 17 јуни за прв пат ќе биде официјалниот крај на училиштето за основците, така што ќе разговараме со директорката Фоника Станоева, која што ќе ни долови каква е атмосферата. Но благодарам што издвоивте време. Добро утро, ви благодарам и на вас и поздрав и до вашите гледачи. Ова е прва учебна година која што е продолжена, односно завршува на 17 јуни, наместо на 10, така што веројатно таа навика и кај наставниците и кај родителите пред се уште трае, па почудно ли е што недела дена се продолжува крајот на школската година? Така, за прв пат оваа година учебната ќе заврши на 17 јуни, не на 10, тоа е заради оној пролетен распуст што беше воведен во оваа учебна година. И нормално дека кога има некоја измена, чудно е за сите,
и невообичаено, посебно и за наставниците, и за нас како вработени, и за родителите, и за децата, а посебно за родителите, бидејќи тие веќе сметат како што било до сега, дека 10 јуни е крајот на учебната година и тоа е тоа, меѓутоа оваа година не. Се уште ве слушате и галама од училиштето не е нормално. Да, имавме можност да ги видиме сите ученици со Бајлево кои што тоа ги пристигнува, се уште со ранци, се уште во атмосфера за учење, така што и тоа е моето следно прашање, како се одвиваат часовите, има ли работна атмосфера воопшто кај учениците? Да бидеме реални, искрени, работната атмосфера веќе се намалува. Тоа не значи дека не се работи, туку се намалува, ама тоа се случува и кога се завршуваше на 10 јуни. Секогаш последната недела е порелаксирана и од страна на учениците, релаксацијата доаѓа нормално и од страна на наставниците, затоа што е крај на учебната година, завршени се оние задолжителни работи кои што треба да ги совладаат учениците. Најмногу тоа, јас што велам, тоа невнимание и деконцентрација се чувствува повеќе во предметната настава, посебно сега во 9-тите оделенија, кои што ја очекуваат нивната полуматурска вечер, завршуваат основно образование, така да таму повеќе се чувствува таа раздвиженост, недоволна концентрација, што сметаме дека е нормално за овој период. Меѓутоа споделивте дека тоа се случува години назад и пред 10 јуни, така што веројатно е вообичаено, меѓутоа се уште доаѓаат учениците тука. Оваа недела споделивте дека ќе биде повеќе посветена на завршните приредби, односно средби ученици и наставници, така што дали веќе започнаа и тие настани на некој начин тука во дворот на Љубен Лапен? Така, денеска еве баш среда јас велам, денеска имаме една завршна приредба од 3-то оделение, каде што учениците ќе го покажат она што го научиле во училиште пред нивните родители и наставници. Завршните приредби најчесто се во оделенската настава. Предметната настава, ви кажав, 9-то утре се спремаат за нивната полуматура, сега се тие со тоа во моментот ангажирани. Така да очекувам да заврши успешно оваа учебна година. Да се надеваме дека ќе биде така се до понеделник. Да. Заради вашето големо искуство пред се во образованието и образовниот систем, би ве прашала дали е изводливо да се има пролетен распуст, а сепак учебната година да биде продолжена за 7 дена, токму поради причините кои што ги наброивме и концентрацијата кај самите ученици и целата атмосфера тука. Јас си претходно разговарав дека пролетниот распуст имаше за цел да би се уедначи со европските држави, каде што секаде постои ваков пролетен распуст, дали е поврзан со божитните празници, со великденските, да речеме најчесто пролетниот, и дека е со цел учениците да се одморат и малце да се растеретат од учебници, од учење и така натака. Јас пак ќе кажам, се што е ново, ние како народ малце потешко го прифаќаме, дека треба да се продолжи годината, а тоа е затоа што во законот ние мора да ги исполниме оние денови, да имаме 180 наставни часа, работни денови, и затоа е продолжена учебната година, зашто сепак законот за основно образование го бара тоа од нас. Може би треба да се размисли подоцна да се почне учебната година ако имаме ваков продолжеток, меѓутоа тоа ќе го оставиме на оние лица кои што се задолжени кои што се вработени задолжени за нас во Министерството за образование, секако во консултација со нас што сме во базата. Госпоѓа Фоника, ви благодарам многу што и ова утро бевте дел од Македонија наутро, така што ќе ви посакам учебната година да заврши на убав и среќен крај со завршните приредби и со полуматурантите кои што се уште еден доказ дека од Љубен Лапен излегуваат квалитетни генерации. Благодарам и на вас на поканата, посакувам на сите основци да имат убав летен распуст, уште овие 3-4 дена, па се гледаме наредната учебна година. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со директорката Фоника Стануева од Основното општинско училиште Љубен Лапен, така што за прв пат годинава учебната година завршува на 17 јуни, тоа е следниот понеделник. До тогаш во убава атмосфера поминуваат основните ученици, односно учениците од основните училишта со завршни приредби и со пријатна атмосфера надвор во школскиот двор. Благодариме, Симона. Се враќаме ние во студиото. Нада Молеровиќ, експерт за образование. Колку беше потребно да се има пролетен распуст и колку е добро да
биде продолжена учебната година, особено во вакви временски услови. Јас колку што знам за сите, и за децата, и за наставниците, и за родителите. Да. Знаете, секаде во Европа, јас често пестувам во Америка, тамо секогаш имате навистина имате и пролетни распусти, значи многу често има распусти и многу често има отсуство од училиште, каде што наставниците тие денови имаат обука, меѓутоа тие не ги надокрунуваат тие. Тоа им е дел од работата, која што е во рамките на планираната наставна година. Ако се вакви условите какви што се сега, временските услови така натаму, јас мислам дека секој наставник би требал да биде доволно вешт, да умее да изнајде начин како да ја релаксира целата ситуација, бидејќи не е добро во еден амбиент каде што немате внимание, каде што имате една тескоба што се вели постојано од непријатното чувство да постигнете некакви, тоа значи не имате резултати. Она што мене ми беше посебно интересно е она која што имавме еден извештај за колку човечкиот потенцијал во Македонија навистина го добива своето вистинско место каде да може да се развие, во смисол да сите ние имаме своји лични потенцијали, знаење, вештини и така натаму, колку ние кај децата тоа успеваме да го направиме. Ако ви кажам дека според истражувањата вела дека од дете кој што е родено во Македонија, па се до завршување на неговото образование, средно образование, вели дека на него му недостасува 4 години од учење, што значи, ние временски го имаме многу со години, меѓутоа содржински и квалитетно ни недостасува. И капацитетот на децата, нивниот потенцијал само 50% се развива. Што значи тоа? Сме постигнале целта? Не сме постигнале. Што е тоа што му треба на едно дете? Која вештина за 21 век? Па значи иако сме длабоко навлезени во 21 век, се уште се навраќаме на 21 век, го споменуваме како нешто што е ново. Нешто ново, чудно. Така е. Знаете што, прво наставниците треба да се следат себе си, да видат и да си одговорат на многу прашања. Знаете, се додека ние имаме многу дилеми кои што ни ги укажуваат и странците. Значи извештаи мал милион имате на интернет, кој што ви вика македонското образование назадува. Македонското образование назадува, што значи во сите параметри мерења ние сме заостануваме. И што велат? Направете нова програма и сега ние имаме некоја нова концепција со која што јас лично не се согласував, затоа што премногу комплицирана за да може да следат ученици, деца и родители, затоа што програмите кога се објавуваат која им е целта, прво ние се уште немаме целта на образованието. Ние не можеме така да пресечеме и да влеземе во образование кое што доаѓа од други средини. Не треба да требало да се адаптираме. Апсолутно. И да оди тоа чекор по чекор постепено. Точно така. Знаете што ние имаме наши пропусти со тоа што знаете како, почуваме со една реформа и не сме конзистентни до крај, ниту ги оценуваме кои се ефектите. А само како мала дигресија, да. Квалитетот на претходното образование ни дава за право да кажеме дека сме имале квалитетно образование, дека сме имале квалитетни кадри кои се докажани во светски рамки, докажани во светски рамки. Да. Не дома во светски рамки докажани. Така е, ние имаме секако дека имаме и покрај што ние вакво образование, се уште имаме најверојатно влечеме некакви како да кажам, интелигенцијата многу подобро ја користиме и се само менаџираме. Нема никога да. Значи, знаете што сакав да кажам? Дека ако ние не ги гледаме ефектите од реформите, а потоа правиме нова реформа. И тоа, знаете, како презимаме, правиме копи-пейст на програми кои што не соодветствуваат на нашиот амбиент, на нашата култура, на нашите видувања и погледи на нештата. И знаете, тука ни се доаѓа во расчекорот. Вештини кои што децата треба да ги имаат денес. Прво, треба да видат, да ги направиме да видат среќни деца. Знаете, среќата е вештина. Ние, за жал, се уште имаме училишта, а имаме несреќни деца. И јас постојано го прашувам. И деца на кои што им се враќаат нозете? Да, не сакаат да одат на училиште. Не е тоа природно. Нели природно е да одиш, да сакаш да се другаруваш, да сакаш да се движиш, да сакаш да учиш, да го поминуваш времето корисно, меѓутоа тоа не се случува. Зошто? Затоа што не сме се оспособиле прво, ние како возрастни, како да ги менаџираме овие стресни ситуации. Како во една средина од 30 деца да успееме децата да им поставиме едни, како да ви кажам, едни вредности, едни барања, едни инструкции, како да се однесуваме, што да правиме, како доколку некој се повреди емотивно, како да му помогнеме, како да зборуваме, како
како да бидеме слушнати. Ние не дозволуваме да ги слушаме децата, не ги слушаме ниту децата, ниту наставниците, директно доносиме некакви нови програми, резултатите ни се тие и не слушаме. И не ги слушаме, нели, ефектот од неуспесите не сакаме да го погледнеме и да речеме, тука сме слаби. Премногу значајна тема која нема крај, Наде Молировиќ, експерт за образование. Да, денеска чепнавме малку, вака жаргонски да се изразиме. Се надеваме дека ќе потикнеме една поопсежна обсервација и дебата на оваа тема. Ве чекаме повторно во студиото. Јас многу ви благодарам, господин Бранко, и на Македонската телевизија. На вистина, јас не само што молам, ви се заблагодарувам да зборуваме многу повеќе за нашите деца, затоа што тие ни се фокусот, а мислам дека можеби нешто ќе потикнеме.